Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Историјата се повторува. Пред неполни 4 години на општина Куманово, под неразјаснети околности и беа одземени ингеренции врз градинката Ангел Шајче Куманово, при што Министерството за труд и социјална политика во тогаш нетранспарентна и недемократска постапка ја реизбра актуелната директорка на оваа институција спротивно на статутот на институцијата, со што ја овозможи да менаџира со оваа установа 20 години. Повторно пред 2 месеци, оваа министерство преку ресорната министерка Јованка Тренчевска изврши одземање на надлежностите на општина Куманово за избор на директор на детската градинка врз база на неоснована и тенденциозна постапка. Тоа се потврди со тоа што експресно од страна на Министерството беше поништено решението за одземање на надлежностите и истите ни беа вратени веднаш по нашата реакција. Сакам да ја информирам јавноста дека во продолжување на постапката за именување на директор на јавната општинска установа Ангел Шајче Куманово, општина Куманово има постапено согласно своите законски надлежности, но сепак од Министерството добива второ укажување на определени материјални и процедурални недостатоци во работата, кое што е неосновано, тенденциозно и истото не наведува да постапуваме спротивно на законот и статутот на установата. И тоа повторно, замислете, во незаконски и нереален рок од вкупно 1 ден. Имено по првиот доставен предлог за избор на кандидат за директор на детска градинка Ангел Шајче Куманово од страна на управниот одбор, јас како градоначалник во законски предвидениот рок испратив известување со кое го известив управниот одбор дека предложениот кандидат не ги исполнува условите за избор на директор на оваа јавна установа. Ако се земе во предвид дека предложениот кандидат 20 години е директор на установата последователно, согласно член 37 од статутот на установата нема право на повторен избор пред истек на 4 години од неговиот последен избор. Воедно од моја страна како градоначалник на општина Куманово им е укажано на членовите на управниот одбор со допис дека умисленото и свесното постапување спротивно на законите и статутот го исполнуваат битието на кривичното дело злоупотреба на службена положба и овластување. И покрај тоа, до мене, како градоначалник е доставен повтор пат предлог за избор на кандидат за директор со кој повторно се предложува истиот кандидат кој не ги исполнува условите за избор на директор согласно највисокиот акт на оваа установа статутот, а за кој членовите имаат донесена одлука за изменување на статутот на истата седница, со која се брише членот 37 став 3 од статутот на установата, а одлуката ја немаат доставено до Советот на општина Куманово, за да истата добие согласност, заради што истата не предизвикува правно действие. Од страна на општина Куманово е покрената соодветна кривична пријава против членовите на управниот одбор и за истите ќе се водат соодветни постапки пред надлежни органи. Јас како градоначалник на општина Куманово, согласно своите надлежности за запазување на законитоста на постапката и должноста за пријавување на сторени кривични дела, не го прифатив предлогот, за што го известив управниот одбор, тоест установата, и донесов решение за именување на вршител на должност директор на јавната општинска установа детска градинка Ангел Шајче Куманово, кој согласно закон функцијата ќе ја извршува од 1.6.2023 година до именување на нов директор, тоест избор на нов директор, и тоа во најдолг рок од 6 месеци од денот на неговото именување. Очигледно е дека со овие постапувања Министерството за труд и социјална политика се обидува со неоснована постапка да изврши притисок врз локалната самоуправа за да се наметне решение за директор евентуално избрано по партиски клуч, односно да се овозможи на така наречените вечни директори да продолжат да менаџираат со институциите на локално ниво, штитејќи ги
партиските интереси наспроти општите граѓански интереси. Актуелниот директор е директор на оваа институција цели 20 години, а на истиот по сила на закон по основ на пензионирање му престанува работниот однос за неполни 2 години, со што не е во можност да ја реализира и понудената 4 годишна програма за работа на оваа установа при самиот конкурс на кандидатот и неговите предлагања. Евидентно е дека ваквото тенденциозно постапување од ресорните министерства во делот на одземање на надлежностите на локалната самоуправа се зачестена појава во државата во повеќе градови во последниот период и јасно укажува дека државниот апарат се повеќе се користи за остварување на партиските и политичките цели.